Прво Фондот за здравство, а сега и Управата за јавни приходи и Министерството за внатрешни работи. Упад во системите на клучните институции кои ги поседуваат личните податоци и најдоверливите идентитетски информации на секој еден граѓанин. Кој и зошто има полза од ова, ниедна институција уште нема одговор, но опасноста останува. Дали и како би можеле податоците да се злоупотребат? Изутрината алармот се огласи од Управата за јавни приходи како и од Министерството за внатрешни работи. Од УЈП преку соопштение информираат дека веќе втор ден непознат испраќач кој го користи нивното лого преку SMS пораки се обидува да ги измами граѓаните и преку манипулација да ги добие нивните лични податоци, како и податоци од кредитни и дебитни картички. Пораките се испраќани од телефонскиот број 079 212 428. Управата за јавни приходи апелира да не се отвараат овие SMS пораки и да не се отвара линкот, а доколку некој го отворил линкот да не ги пополнува по линијата во кој се бараат лични податоци од граѓаните, затоа што истите можат да бидат злоупотребени. Но хибридните закани не се задржаа само на даночниот систем. Со соопштение се огласија и од Министерството за внатрешни работи. Тие исто така ги предупредуваат граѓаните да внимаваат бидејќи лажни електронски пораки се испраќаат во име на МВР и дека станува збор за обид за измама од меѓународни размери. Примачот на пораката се известува дека е предмет на наводни правни постапки за низа измислени кривични дела, кои ги нема сторено. МВР ги известува граѓаните дека станува збор за лажна порака која не е испратена од страна на МВР, ниту од било која институција за спроведување на законот. Од Министерството ги предупредуваат граѓаните да не ги отвараат линковите и датотеките кои се испратени од лажните испраќачи. Овие електронски пораки се класичен обид за измама, во кој целта на измамниците да дојдат до личните податоци на испраќачот со цел нивна понатамошна злоупотреба. Затоа апелираме на посебно внимание овие пораки да не се отвораат, а уште помалку да се контактира испраќачот преку доставениот линк и да се споделуваат личните податоци кои ќе ви бидат побарани. Оттаму додаваат дека се во координација и со Европол, имајќи предвид дека електронски пораки со слична содржина во изминатиот период биле испраќани на граѓаните во земјите од регионот. Експертите велат дека државата нема капацитет за да се справи со хибридните закани кои доаѓаат од надвор. Некои активности во Министерството за внатрешни работи не течат онака како што треба да течат. Има некое ситно опонирање внатре во самото Министерство за внатрешни работи, што остава простор на сомнеж како да Министерството за внатрешни работи нема доволно снаги, знаење и капацитет. Ова ја настане следот од како веќе неколку дена е хакиран Фондот за здравствено осигурување, од каде утврдија дека станува збор за неовластен влез во компјутерскиот систем, институција која ја поседува една од најголемите податочни бази со бројни информации за граѓаните. Таму проблемот што го имаат пациентите и матичните лекари се уште не е решен, а здравствените работници се уште немаат земено плата.